во животот човек треба да се бори. А најдобро е кога таа борба ја правите дома, овде. Јас знам дека моментално нашата држава во Македонија се случуваат многу внатрешни проблеми, голема неизвестност, неправди. Младите луѓе се повеќе бунтовни и тоа што го доживуваат создава кај нив револт. Тој револт како реакција секогаш има изговор ке си одам од овде. И сето тоа представува навистина проблем кој што треба да се менува. Сведоци сме на случувањето од страна на власта во образованието, од страна на студентите. Тие ветуваат студентски градови, ветуваат висок студентски стандард, ветуваат висок студентски оброк, но сведоци сме на еден начин на омалажување студентите, бидејќи гледаме во каков живот живеат студентите, во какви студентски домови. Па што да очекуваат студентите и идните студенти од страна на идната влада на ВМРО ДПМНЕ и какви очекувања да имат? Излажаат цели студентски градови. Тоа е многу голема лага. Толку многу излажаа што мислам дека ќе служат за пример како не треба. Вие ги споменавте тие ветувања кои што беа поврзани со студентски градови, со подобар квалитет во образованието, во високото образование. Нити во првите 2000 според Шангајската листа немаме универзитет. А зборуваме за високо образование. Не така одамна имавме во првите 1000 план за стимулација на научно-истражувачки центри, популарно во светот наречени R&D центри, кои што ќе бидат отварани во Македонија, каде што ќе има високо платени работни места, а ние како вработени во високото образование ќе едуцираме таков кадар кој што е потребен за тие кои што ќе отворат такви научно-истражувачки центри, каде што почетната плата ќе биде 2.500-3.000 евра. И веќе јас со две озбилни големи странски инвестиции во Македонија разговарав и прашав дали тие имаат такви научно-истражувачки центри во своето производно портфолио и едните и другите рекоа да. И тие практично научно-истражувачки центри вработуваат едниот повеќе од 1000 млади луѓе, машински, електро, процесни инженери, хемиски инженери и така натаму, другите повеќе од неколку стотини и се подготвени такви да отворат во Македонија. Од друга страна, во делот на инфраструктурата, да, планираме сериозно да се зафатиме со таков студентски центар, град, дом и така натаму, кој што ќе има европски квалитет.